Во Лондон денеска ќе биде потпишан договорот за стратешко партнерство меѓу Македонија и Обединетото кралство, со кој нашата земја добива рекордни 5 милиарди фунти за капитални проекти. Документот ќе го потпишат вице-премиерот Александар Николовски и британскиот министер за економија Герет Томас. Делегацијата ја сочинуваат и министрите Меджити и Јаневска, како и директорот на јавното претпријатие Железничка инфраструктура. Средствата ќе се користат за проекти од транспорт, здравство, енергетика, екологија и технологија. Веќе се потврдени инвестиции во брзата пруга на Коридор 10, болници во Кичево, Тетово и Штип, како и изградба на медицински факултет и студентски дом во Штип. По потпишувањето и ратификацијата на договорот ќе почнат официјалните преговори за реализација. Партијата на пензионери го поздрави усвојувањето на законот за работно ангажирање на лица, со кој конечно се регулира вклучувањето на пензионерите и студентите во формалната економија. Од таму потсетија дека одамна го предложиле ова решение, кое ќе им овозможи на овие две категории пристап до легални работни односи. Според партијата, законот ќе помогне да се надмине хроничниот недостиг на работна сила, ќе го подобри животниот стандард на студентите и пензионерите и ќе го намали учеството на сивата економија. Партијата на пензионерите најави дека ќе се залага за проширување на можностите за ваков тип на ангажирање во сите приватни дејности. Апелациониот суд во Нови Сад им одреди куќен притвор на тројца од 6 уапсени активисти обвинети за загрозување на уставниот поредок, но другите тројца остануваат во затвор. Поради тоа, блокадата на судот од страна на студентите и граѓаните продолжува, додека една од приведените, професорката Марија Васик, и понатаму штрајкува со глад и жед. Председателот Александар Вучик ја нападна одлуката, нарекувајќи ги демонстрантите терористи и обвинувајќи го судот за попуштање пред улицата. Иронично, неговата партија најави сопствена блокада, барајќи ослободување на своји членови, уапсени по напад врз студенти. Опозицијата го обвини Вучик за обид да изедначи мирни активисти со насилници и за политичка пресметка. Русија нема да прифати безусловен прекин на огнот со Украина, изјави шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров, реагирајќи на повиците на Макрон и Стармер. Тој од Ереван порача дека Киев го злоупотребил претходното примирие за вооружување и нови напади, а Европската унија ја обвини за разгорување на конфликтот со испраќање оружје. Лавров додаде дека Москва е подготвена за долгорочно решение, но само со јасни услови. Во однос на тензиите со Ерменија, поради нејзините врски со ЕУ и НАТО, рече дека Русија и Ерменија имаат отворен дијалог и обновена доверба. На средбите со Пашињан и Хачатуријан беше нагласена стратешката соработка меѓу двете земји. По 81 ден целосна блокада, во Газа влегоа 87 камиони со хуманитарна помош преку граничниот премин Керем Шалом, соопшти канцеларијата за медиуми во Газа. Камионите носат брашно, храна за бебиња и други основни продукти, распределени преку меѓународни и локални организации. Сепак, оваа количина е далеку под потребните 500 камиони дневно за задоволување на основните потреби на населението. Организациите за помош предупредуваат дека најголемиот дел од помошта не стигнува до крајните корисници поради безбедносни ризици, грабежи и логистички пречки. Некои камиони биле ограбени, што ја нагласува очајната состојба во Газа, каде над 2 милиони луѓе се соочуваат со сериозен недостиг на храна и ризик од глад. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху најави нов план за дистрибуција на помошта преку стерилни зони во Јужна Газа, управувани од Американска фондација. Овој план беше остро критикуван од Обединетите нации и хуманитарните организации поради стравување од присилно раселување и ограничен пристап до помошта. И покрај влезот на камионите, жителите на Газа велат дека помошта не стигнува до нив. Супермаркетите се празни, а инфлацијата и недостигот на основни производи ја прават ситуацијата уште потешка. Меѓународната заедница продолжува да врши притисок врз Израел за целосно отворање на хуманитарните коридори и прекин на воените дејства.